Кочанчанка осудена дека е демнач откако неколку пати отишла во тамошната полициска станица, бидејќи не била задоволна од работата на инспекторката. Инспекторката поднела кривична пријава, а Основниот суд во Кочани, по предлог на јавното обвинителство, во октомври минатата година донел пресуда со издаден казнен налог дека кочанчанката е виновна за демнење и треба да плати парична казна, доколку во наредните 2 години стори ново кривично дело. По приговор на одбраната, сега во тек е судски процес. Станува збор за службено лице, односно полициски службеник, инспектор, кој во вршење на својата должност сторил некои действија кои граѓанинот смета дека не биле согласно закон. Така, сега граѓанинот си има право, доколку смета дека службеник не постапува согласно закон, да си поведе постапки кои му се дозволени со законските одредби, нели? Тоа се карактеризира како демнење, значи одење во јавна институција, поднесување поплаки од страна на јавното обвинителство е карактеризирано како демнење и е поднесена кривична пријава. Во февруари минатата година во Кривичниот законник се воведува нов член 144а демнење. Се предвидува парична казна или затвор до 5 години во зависност од стореното дело. Токму и по овој член е осудена кочанчанката. Според Гачева, во нашето општество постои потреба за криминализирање на вакво однесување, но останува на ставот дека подигањето на ваков обвинителен акт како што е нивниот е преседан. Тврди дека постои опасност демнењето како дело да се злоупотребува и со него да се манипулира, попречувајќи го граѓанинот во потрагата по своите права. Браната е апсолутно на став дека одење во државна институција и барање правда односно барање заштита на правата на граѓанинот од било која државна институција апсолутно категорично во никој случај не смее да биде карактеризирано како демнење. Сметаме дека тоа не смее да се дозволи и дека овој член од Кривичниот законник треба да биде користен баш за заштита на жени од злоупотреба и насилство од претходни партнери, сегашни партнери, да се користи во случаеви во кои навистина има елементи на тоа кривично дело. Според адвокатката, предметот на кој работи е по пријава на инспекторка, а дејството се случувало во Кочанската полициска станица. Други детали не сакаше да открива, со образложение дека судската постапка се уште е во тек. Завршните зборови за ова дело се закажани за 7 ноември.